Основната точка од кај треба да тргнеме. Кој сум јас? Што сакам јас? Како сакам да го живеам животот? Петелот може да шету кокошарник. Петелот не може да лета на 1000 метра. Он има проблем. Јас сум ја видел Цветанка и сум сакал да биде Цветанка Ким Бесинџер. Цветанка нема абер од Ким Бесинџер. И тоа си прав. Е така. Тоа е уствари главната. Најголемиот проблем е нашата фантазија. Знаеш што? Се менува времето, и се менува светот, и се менуваат начините. Има еден проблем. Ти си малце помлад, ама ќе ти кажам од мене. 10 на година. Мене не ме седнал никој, па 10 на кај појки од 10 на кај 15. Ама вака, мене никој не ме седнал, ни мајка ми, ни татко ми, да ми објаснат што треба да очекувам во животот. Зашто? Затоа што разликата помеѓу прадедо ми, дедо ми и татко ми е јавале прадедо ми и дедо ми на коњ, татко ми видел кола. А сега со светлосна брзина, татко ти не може да ти даде тебе совет. Освен сам, он едино што беше порано, учи сине да не работиш. Работава, заврши факултет и некаде ќе, што кој ќе заврши факултет? Он денес иде на факултет и тоа што го учи, моментот што го учи е веќе старо 10 години, нема употреба на вредност Па и на тоа. поиш. Значи, веќе професорот што ти предава, порано професорите Па за тоа сакам она со афилиетите и што ќе оправиме како онлайн школа. Затоа што дечки, ама еве ти, еве ги нашиве што се. Пошто ти џабе губиш 4 години, со книги 15 години старија, светот се менја за 24 сати. Ама Филип, да бидеме реални, Малиов што ги води афилиет, пази, детето има 18 години, нека е жив и здрав. Он свесно или несвесно, или на среќа, дошол до една ситуација која му е него на плюс и е пример за сите. Што значи тоа? Он, у следните 4 до 5 години, место да губи време, да слуша некој што ќе му предава нешто што тој никад нема да го искористи, он ќе се навежба тековно во животот со сите промени. Прати, ќе дојде време, запамти го ова, ќе дојде време, у следни 5 до 10 години нема да имаме коли. Затоа што и мојата од гаража не сум изведел, и твојата не се изведел од гаража. Не возам еднаш неделно излагам со кола. Кога ќе пресметаш колку колата те кошта што ти седи тука, оној онде што ни ја изнајмува за еднаш у неделата ќе ни биде пресреќен. Значи, повтора работа, и да ја имаш... Не, слобода ти треба, за да можеш ти кидаш негде, ќе останеш 2 месеци, џабе само. Така е. И втора работа, ти што со плюс ова да оставиме, ја не седам тука, немам што да правам. Ама не види која е логиката да јас. Треба е ова. Ама така, ама исто, а шо па, да бе, ја тука стража ќе чувам, глуп сум. Ти иди на море, на планина ќе се меѓаме, како е идеална врска. Не, по планини не сум. Иначе имаш... Тоа што јас сум го разбрал. После пола век, условно кажано, филозофијата на животот се менува. Порано ние сите влечеме некакви навики од тоа што не учеле тато, мама, дедо, баба, што да прави. Тоа што ти вкорениле од они што имале страв. Така. Ма нешто има, така ги вежбале. Пази, ги вежбал, цел живот го вежбал. Ти денес никој не размислува како стигнавме ние да стигнеме да имаме образование. Која е таа логика у мое време кој заврши факултет или време на татко ти, на татко ми, на дедо ми, факултет кој завршил, па 92% од населението у Македонија 45-та година се неписмени. Не знае да бекне. А сега имаме доктори на науки, магистри излагаат као зајци од дупка душа да го пуштиш од тука ќе се изгуби до таму, ако нема Google Maps не може да те најде. Значи, џабе он има звање, нема знање. А животот е многу прост, кај нас се сменија работите. Пази, па вака просто. Замисли го животот дека една рамнина со 4 основни точки. Зашто сите се сега несрекни? Сега те идеш во емисија, го гледам Томски во емисија и му вика оваа водителката, кој е да е дамава, вика, ти ке се откажеш од моторот. Ова му вика, нема. Не ти дошла правата. Која е таа логика правата мене да ме одвои од тоа што сум јас? Па правата треба да те направи подобар од тоа што си ти, да те поддржи, да не те смени и да не ја смениш ти неизе. А не, зошто ти немало мажи? Не бе, мажи има, ама вие не барате мажи, барате машки. Тоа е основна работа. Втора работа, жени има, ама тие се избести. А види, филозофијата на живењето е сменета. Ако го земеш животов за рамнина, ова е еден живот што ти вргла, мој, твој, било кој, на било кој дете. Која е основната точка од кај треба да тргнеме? Кој сум јас? Што сакам јас? Како сакам да го живеам животот? Филип сака да се шета по светот. Значи,
Он сака да гледа, да учи, да направи. Автоматски диагонално на него, он кога ќе се одговори кој е он, рамнинава веќе околу една точка е фиксирана, врти на сите страни. Која работа треба да ја работи, што него ќе оправи среќен, пази тоа е двонасочна линија. Врската е двонасочна линија. Ја сакам девојката или партнерката и таа ме сака мене, а не ја сакам незе, она ми објаснува колку била најубава. Абе, татко ти сгреши што не го извади на време, ми е гајле колку си убава. Ако ја не го добиам тоа што ми треба, зашто ти да го добиеш тоа што ти ми го бараш од мене? Завршува приказната тука, како не го сваќаме тоа. Значи, што треба да работам за да мојата работа прво не ми биде оптеретување, значи не идам секој ден у 6 сати у фабрика па седам на дребонгот, него работам тоа што јас сакам, а од таа работа заработувам за да го живеам мојот живот. И веќе рамнината ја фиксираш у една линија што врти. Втора работа, кај ти е дома? Дома е чувство, дома не е станов. Дома е чувство. Мене ми било ќе останам некако дома со сеќавам више. Чувството ми е дома. Кога ќе го дефинирам ја чувството, дома ми е третата точка дефинирана веќе кој ми е партнер. Партнер може да ми биде само тој што ме прифатил мене таков каков што сум, мојата работа е прифатил и ме е прифатил домата. Тој ми е партнерот. А ние како живееме до сега? Што не научија нашите родители, нашите дедовци и баби? Знам, па добро, затоа и у иста тиква, ајде да не речам. Иначе, како функционира до сега општеството? Пази, он работи тоа што работил татко му, мајка му или кај може да го пикне да работи. Да. Не го сака тоа да го работи. Мајка му била во администрација, у државна у општина, ја пикнала и незе у општина, она не ке да биде општина, нема што да работи. Бидејќи живеели у Скопје, Гостивар, не е ни битно каде, значи пази, работиш нешто што не сакаш. Истата рамнина од живот. Место последователно, кој сум јас, што ќе работам, кај живеам, со кого да бидам, ние идеме обратно. Јас сум у Скопје, и тука сум, нема зашто да менјам, а ќе работам тоа што мама и тато може да ме пикнат и ќе одберам некој од Малово. Јас ги имам сите три точки. Имам партнер, имам дома, под наводници, куќа кај да живеам, работам нешто, не сум среќен. Па не сум среќен. Како да сум среќен? Ако сум ја природно орел, ме ставили у кокошарник и сега Петелов најсреќен да се качи да искукурика на буниште са бајле добро утро. Орелов го гледа, он може, пази, орелот може да шета у кокошарник. Петелот не може да лета 3000 метра, он има проблем. А ти сега сакаш да бидеш и сега се такмичи со петелот. И петелот те тепа у секоја, те тепа у сите полиња. Он нема гајле да кукурика, ти орел не можеш да кукурикаш. Он шета си колва пресреќен, рипа по кокошките, ти се што он прави ти не можеш да правиш, ти си несреќен, а викаш маме моја нешто не чини со мене. Не бе, чини со мене. Јас сум направил погрешен избор. Јас сакам да летам на 2000 метра. Албатросот е пиле што лета на 2500-3000 метра. Може да го провери било кој податоков. 20 сата у денот лета. Тоа му е мерак, да лета. Он одмара кога лета. 20 сата спие додека лета. Петело 20 сата, како да лета? Не лета ич. Значи, како да му објасни албатросот што му е убаво на петелот? Што да разговараат петелот и албатросот? Пилиња се двете, бе, птици се. Што муабет имаат да прават заеднички? Немаат тема на разговор. И ти си човек, и јас сум човек. Што да правиме со да не подценуваме некого? Не е битно со таксистот. И он е човек секој час. Он е среќен со тоа што го работи. И само ако е среќен со тоа што го работи, он ќе даде успех. А не да го работи тоа што мора. Што он правиш нешто затоа што мораш, ти имаш проблем. Одма имаш проблем. Порано или покасно душичката ќе почне да ти кашла. Порано или покасно ќе почне низ уши да ти излага. Сега немам проблем, пример, само не може да постигнеме све што треба. Види, ние сме сега како оној мистер Бин на тест кога го виде. Али факт е дека и општеството и тоа пример, јас све што сум направил до сега животот, да било у друго општество ќе било на сосема многу подруг левел успехот. Мислам и тука е успехот, ама едно е успехот на 1.100.000, едно е успехот на 100 милиона. Две работи имам да ти кажам. Прва работа, на 1.100.000 ти си прв. Факт е една работа. Футурива за 3 години од кога бренд почна. Па уште нема 3 години. По маркетиншки. Чекај, фактички август на крај. Имаме официјално регистрирање. Ќе треба. А брендот не, тоа е фирмата, тоа е Healthicor. Тоа е не, уствари покасно без у октомври ноември знам, онда седам нервоза кога ме пати една вечер. И што ти реков ја? Гаси го старото све од почеток. Така е, ама ќе го бришам, бриши. Све бриши. Ама така е, ама не можеш да ставиш да, уствари, Футурива нема ни какви 3 години у ноември. 2,5.
Да. 2,5. За Па тоа е и точно што викаат, за секој бизнис треба минимум 3 години за да се калибрира до негде, за да почнеш ти да го видиш реалниот раст. Ние имаме ненормален раст за 3 години, ама го ствараш. А сега више створеното да почнеш и плод да гледаш. Ама ја не липтам од плачење джабе, затоа што на моите 52 уште 3 години веќе ми помина времето. Ти викам, задња војна што ја водам, после војувај, можам со логистика да навивам само. Пази, ти имаш уште 3 пати да пробаш и да утнеш. Реално живо. Нема више тоа. Може уште 4, ама не, тоа е времето. Енергија више, времето може друга, тоа. пази. Ама ти рачунај, ние 2,5 години може за некој нормално што би работел се 10 години. Пошто тоа значи 2,5 години, 7 дена по 16 сати. 16 сати стајги. Малку. Тоа значи дека се 5 години. Уредовно работно време, уредовно работно време, ако земеш дека уредовно работно време од 4 до 6 сата си активен, не можеш ама и и реално активен да. Да, и реално активен си 4 сата, тоа се веќе 10 години искуство. Некој што за 10 години си работи да мафта пачавици од тука до таму, ние сме го поминали за 2,5. Тоа е математичката функција. Сега, успехот разликата помеѓу успешните и неуспешните е само во истрајноста. Има еден лик кој можеби ќе гледа, можеби нема да гледа, мене ми е пример, ако он може, не беше удржава, немаше можност да биде, направи фирма и бренд кој е пример. Ти знаеш за кого зборам. Да. Ако ликот можеше, другите мораат. Тоа е мојот став. Нека е жив и здрав. Да. Он ќе се најде он муабетот. Да, ќе се најде ликот. Ама ликот ако можеше со услови од кои се ненормални, кај што не може да биде, ајде да речеме, на друга планета без можности, да биде ограничен, да не може да дојде, да не сме да излезе на улица, да нема пари да го помине месецот, да направи бренд и фирма, другите мораат. Значи нема оправдување за никој. Тоа мене ме заеба некој, како може на мара. Тоа е само изговори, не дека па на сите не заеба, ама наоѓаш начин и го менуваш тоа што те заебале условно кажано. И тоа не е точно, братче. Знаеш зашто? Затоа што ние им дозволивме. А зашто им дозволивме? Па не, тоа е искуството. Ние сакавме, јас сум ја видел Цветанка и сум сакал да биде Цветанка Ким Бесинџер. Цветанка нема абер од Ким Бесинџер. И тоа си прав. Е така. Тоа е уствари главната. Најголемиот проблем е нашата фантазија, затоа што ти со било која партнерка у животот, било кој пријател, познаник, соработник, он не те заеба тебе, твојата желба да него го направиш нешто што тој не е. Он не планирал ни таму да биде. Тоа ти е исто како денес девојката што ти се љути, што не си го дал тоа што она го замислила да го даш. Никад не те прашала дали планираш да го дадеш. Никад не те прашала. Да. Девојката ти си замислила дека во моментот кога ти ќе се фати со нејзе, она ќе дојде кај тебе дома. Нити те праша дали ја планираш да спие со тебе, да се секира за нејзе, четката за зуби да ти биде кај тебе. Она си замислила. Чекај бе, пази, а тоа го смени начинот на, како се викаат овие, коучери. А ти си најбитен во животот, твоите желби се најбитни, не знам, фантазирај, даја мислата во космосот и таа ќе ти се врати. Абе, дечко, каква мисла, каков космос, ако не ги засукаш ракавите, ја и Филип мислевме 3 години, ако очи не ни истекоа да виш мислата, што, еве мислеа другите. Милиони и полу Македонија мисла. Треба и мислата и соодветно со тоа пута 10 да ја покажеш работата, пошто без тоа џабе. Сите мислат, па ти било кој праше, па и сите што не биле соработници на некој начин биле дел од овие 3 години на било каков начин, да прашаш сите мислеле дека ќе бидат Ким Бесинџер. Име на работа они што мислеле. Луѓето се спајаат според интереси. Значи, јас и ти седиме тука затоа што имаме заеднички интереси. Тоа е факт. И тоа не треба сите да го сватат. Ама интересот може да биде, ајде еден пример ќе ти кажам. Седиш со Цветанка, ајде да ја утепавме Цветанка од зборење, Мара ќе ставиме се пример. Не ќе оставам насловот Цветанка не може да биде Ким Бесинџер хедлайн. Така е, ама види. Еве ти седиш со Мара на маса. Тешки психолошки моменти. И тебе ти види, многу едноставно. Интересот, имате заеднички интерес што седите на иста маса. Она има нејзин, ти имаш твој. Но незиниот интерес е да дојде кај тебе дома да спие.
да ти стане жена, а твојот интерес е да испиеш кафе. И ако имате заеднички интерес, после седнувањето на маса нема да седнете никад заедно. Ти го испи кафето, заврши со твојот интерес. Незиниот интерес не е завршен. Вие ќе седнете втор пат на маса, само доколку твојот интерес и незиниот интерес се поклапаат. Во превод, ние 3 години се тепаме, отиваме ист интерес. Сме дошле до заедничка идеја, сосема случајно. Нема случајност. Се сложило. Ништо не е случајно. Вака, многу си во право, и истото мислење го делам и јас, ништо не е случајно, Пошто и ние како почнавме, ни се знаевме ни ништо. На Бавти ми кажа имаше заебанци и ја влегов у нешто што не знам што сум влегол. И се споевме и ние што се договоривме у онаа кафанана за саат време ајде ќе правиме. Ти дојде цртан филм, нигде го нема. Ја го памтам муабето затоа што дојде Филип да види до каде како му иде логистиката за какаото. Имаш ли време, имаш да пиеме кафе, кафето стана ракија и јадење, седнавме у кафана, а уствари седнавме у кафаната затоа што ја излегов од операција, се вратив од Малт, не е битно, некаде се вратив мене до тука претечено, ја ти правам пази, ја памтам сликата. Седеме кај Варка, ја ти правам муавет за бизнисот, Филип му света тој човек, ти сакаш да го работиш, што сакаме, па и со слека да го работиме заедно, а уствари мене до тука немам со кој да правам муавет, она што ми фали, плачам за некој под наводници Филип, зашо да го гура предникот, јас задникот немам гајле, ама кој ќе се расправа со луѓе. Маркетингот и не ми било никад проблем, логистика и така да сосема случајно, нема случајности, се сложувам, али прати еден момент. Ако сите што биле сите што сме ги сретнале, значи да се сретнеме, јас и ти сме имале лик кој тебе те запознал пат, значи сесија некаде веќе јас астрологијата ја почитувам ради астрономијата. Како физичар, астрономијата се енергетските тела во космосот. Сите кои ќе читаш во историја, прво ние како луѓе не знаеме историјата и никој не ја фарба нонстоп, вика советникот на кралот, советникот на царот, советникот на империјата. Како може да биде советник, што бе тој толку знаел за да може царот да го советува? Па они знаеле нешто што ние не знаеме. Во звездите е напишан цел наш живот. Во моментот кога сме зачнати ние кај мајката од таткото, енергијата што ја носиме со енергијата на сите планетарни тела, нас веќе траекторијата ни ја дал. Овој треба да биде Хитлер, овој треба да е Менгеле. Или обратно, ајде не се љутиме, не видим ти Хитлер, ајде. Деве, тебе кого да те пишеме, што Александар Македонски биди, да не се сватиме погрешно. И тебе траекторијата ти е пишана, точно со истите луѓе ќе бидеш. А со кои луѓе треба да се сретнеш? Што треба да ти се случи во животот? Изборот е наш. Нема да ме сватиш погрешно, ама размисли наназад бидејќи ја дојдов до истиот заклучок. Во моментот кога сум бирал девојка, уствари изборот мил помеѓу 3 исти мари. Една била плава, една црвена, една зелена. Исти биле, тоа требало да го поминам. Такво искуство сум требало да поминам. Кога сум бирал мајка на моите деца, партнерка за животот, изборот ми бил тој, јас само сум избрал кој. Истите биле ликовите, карактеристиките на ликовите биле тие. Ја тој пат морам да го поминам. Значи некој ме тера нонстоп напред. Трета многу битна работа. Нас цело време и тебе и мене, што не учеле сите? 5 сетила има. Слух, мирис, вид, допир, не знам, како беше, вкус. Ма чекаме, тој во физичкиот свет. Што правиме со интуицијата и инстинктот? Нема човек на кој не му се десло да влезе некаде и нешто му се превртува у црева. Не ти се свига, не знаеш зашо, ничим изазвани. Фаќаш одредена работа и осекаш нема да биде. Нели? Се договоривме, еве у контекст на муабетот, се договоривме за Хилти да го тераме. Што ви кажа? Абе нема да го биде ова, ја ќе правам ново. Прај брат, руши го. Го решивме саат време по телефон. Саат време тоа не постои он да седев, тачно бришање све од корен све. Бриши, така осекаш така. Тепа и руши, абе ти си го правил. Што ако сум го правил? Па најголемата доблест на секој човек е да признае дека тоа што го правил можеби не, ние само обстоивме ради брзината и донесување на брзи одлуки во ова турбулентно време, пошто во ова време ако не се приспособуваш со брзина како што се случуваат работите, ти умре, толку е, не постоиш, пошто
сега ќе го завршиме муабетов, дотворам лаптопот, нов апдейт има. Да. Друго нешто се сменило. И ако не знам да изгледам што се сменило и што се дешава, толку ти да рекламите кој на почетокот агенција ќе ни води. Викенд било, не знам што било, тој вработениот на одмор бил 5 дена, ништо тоа си тера, нема везе што е у минус. Така да, ама чекај, агенцијата, аутсорс, ама зашто сме ние? Ние сме јаки заради две причини. Првата причина е што се не е in-house. Значи, мене не може да ми веруваат, вика како може све кај вас. Денешно време само ради тоа. Па и сега со Cloud Code, видиш што се дешава со апликацијата, преш, не е ни апликацијата, апликација е првото што го направивме и што го избришавме. Тоа е апликација, ова е екосистем. Апликација е кога имаш нешто што дава една услуга. Во нашиот случај, во првата верзија ќе даваме 3 до 4 услуги. Тоа е веќе, тоа се вика MIDI или макси апликација. Тоа е веќе иднината на тоа што оди. Кој малце разбира од тоа и чита, гледа, знае. Втора работа многу битна. Ако на никого не му одговара новото време зашто ќе му ја земе работата, нас не одговара. Филип, јас и ти се познаваме 3-4 години. Овој батко што седи карши тебе пред 10-15 години, а некој ќе гледа се и ќе се препозне овој муавет, имал 15 луѓе на плата, програмери, дизајнери и се останата. Тоа што јас сега за 2 месеца сум го направил сам. Јас тога со 6 луѓе 3 месеца сум работел и глава ме болела. Зошто? Затоа што мојата идеја сега ја давам на некој да ми ја разгледа, да ми ја провери и си ја правам сам. 200 пати побрзо. Тогаш правам план, правам распоред, ги викам на состанок, им ги делам задачите. Не може да стигне по еден, мора да бидат на кластери поделени. Ја мислам како да ги поделам. Они прават, меѓувреме. Светко добил. Како добил, а бил машко, не знам, не е битно. Трпе, девојка му го оставила. У психолошки дисбаланс. Тоа што требало да го заврши еден ден, не го заврши за 3 дена. Значи ти треба да се секира за еден куп луѓе, жива материја, која нешто име, од кој ќе го завршат да го провериш, па им го даеш на доработка, па да го вратиш назад, да го склопиш и да го убедиш клиентот дека е тоа што он го поврачал од тебе. Сега, јас немам 6 луѓе со кои се договарам. Имам еден што е советник таму на виртуелен, втора работа, он нема его, кој ќе му речам, дечко, грешиш овде, ова не треба вака, он вика, да, извини, во право си. Ја на било кој мој бивши вработен да му речам, грешиш, он мене очи ќе ми извади, бидејќи он знае појќе од мене. Зашто така го научили на факултет. Дека има его, овој нема его. Пази, многу си побрз, веќе времето 21. век ни дава една огромна вредност на тие што имаат идеја, но од 100% луѓе, 5 луѓе имаат идеја. Само 5%, 5 луѓе, само 5% од човештвото, 5% од луѓето во човештвото го направиле напредокот да човекот од камено доба дојде до денешно доба. Тоа го гарантирам со глава. И кој може да ми даде контрааргумент, сакам да го видам. 5% од луѓето. У тие 5% е Никола Тесла, Михајло Пупин, не знам, Цвајнштајн, Драјнштајн и кои да се. Тие се 5%. Оти ти у времето на тие научници од пред 50-100 години, колку народ имало на популација, кај се тие луѓе, што измислиле, што направиле? И они само се водат по линијата да одат напред. Значи само 5% луѓе мислат. Тие 5% зависат од овие што ќе направат. Сега со АИ-то веќе не зависат од нив. Веќе не зависат. Не. Па тоа ние од кога сменивме света е кај нас, прво и да има проблем, го лацираш проблемот, па ја мислам ни саат време дека нема. Па нема саат време за 2 сата го решаваш. А тоа претходно било чекај да седнеме, состанок, ако се погоди у све, ајде додека го решиш ти проблемот, 10 дена помина. Па само една година ни е вака све. А зошто пред година дена во едно видео кое го стај беше на кое ни замерија и некои соработници бивши беше изфрустриран од соработката, у која рече кој ги врти сите, јас ќе ги чекам нив, јас ќе си го направам Shopify, сега да ти кажа батко ти Васко. Од една проста причина. Затоа што они нема да сватат и да земат за одговорност дека ти во петок додека нас рекламите ни идеа со маркетинг шер од 350 до 500 евра да плаќаме некому за да се рекламираме на ден, така е. Он ти вика јас сум у Солун и се бањам. Имаш ти легитимно право да се бањаш. Имаш легитимно право да правиш што сакаш, ама јас губам пари. Бидејќи ти мене не ми го даваш тоа што мене ми треба, јас ќе си направам систем сам да си го правам. И нема зошто да ми се љутиш.
Бидејќи кога сам ќе си го направам, јас ќе заработам доволно и да те почастам. Оти у случајот ти мене ме кочиш. Оти ние тоа што го решаваме во моментов сега за било кој проблем. Дали е пазар за Америка, дали е за Македонија, дали е за цела Европа со централа. Ние за месец ден организираме нешто што со било кого да седнеме да дискутираме, барем 2 месеца муабет ќе правиме. Да. Па има да бидеме на 6 вечери, 5 ручека, па ќе го слушаш. Проблемот со општество е што и ќе остане муабет само. Не само прво е муабет, за месец дена па е муабет. Ние нешто што сме збореле денес за саат време више у реализација. Па тоа е комбинацијата затоа што сме се погодили, иначе немој да се чудиш, ама мислам дека не е само во општество кај нас во Македонија, па добро, да, е у цел свет, затоа што луѓето, види, светот не, али на поише луѓе има поише луѓе што креираат и создаваат и движат работи ова денешно време кај што свети е овозможено да може да седнеш на компјутер, да отвориш и да видиш што се сменило и како тоа што сакаш да го постигнеш, како сам да го направиш. Пошто претходно па за ова што го имаме, 50 вработени ни требаат. Реално. За пред 5 години ова све со продавници различни, со фулфилменти, со магазини, со апликации, со све можно, више не знам ни што све имаме. Значи прво нема теорија од проста работа што ти ќе изгубиш барем една недела да им објасниш на луѓето што сакаш да постигнеш. Зашто немој да заборавиш една работа. Човековото општество, ова сме го правиле муавет, ама ај нека слуша народ. Човековото општество најлесно може да се објасни како едно овчарство. Значи имаш еден овчар, имаш кучиња и волци што се браќа и имаш овци. Од перцепција на овца, незе е топ. Вика вака, зимно време јас сум у бачило, летно време јас сум ова како се вика, трло. Кучето ме шета секој ден да си пасам нова тревона, не конта зошто. Леле која ми е Жешко Овчаров ми ја шиша волната, која ми тежат вемињата ми го музи млекото. Чат пат еднаш годишно брав ми носи да ми изонаква, а децата ми ги чува овчарот. Леле колку ми убаво. Лошиот волк е најстрашен. Тоа ти е, пази, у едно овчарство имаш 2000 овци, имаш 20 кучиња и 20 овчари. Овчарите само меѓу себе може да си прават мове. Џабе овцата ќе разговараат. Овцата од нејзина перцепција е најзадоволна. И се плаши од лошиот волк, а овчарот мајка јебал. И ја земал волната, и го земал млекото, и го заклал детето. Но она не разбира. Она е срекна да биде овца. Кучето си вика вака, брат на волкот, 20 браќа седат. И му вика, слушај, ја некој да трчам по зајци, бе. Си седам тука, овој леп ке ми дава, ама мора да има функција. Зашто? Па те бранам, ги бранам овците од тебе, ги чувам. Која овца најмногу бабори ке јаде, ке ти кажам да ја заколеш. Мора некоја курбан да иде. Ја вика, да не викаат. Ја чат пати на некоја ке се кача бохо-хо, оти овца да вика, може и кучето ке ми се качи, ама кјути, добро е, кјути. Не чуваат, не ранат, не шетат. Да, сериозно. Овчаров седи горе и се вика, види ги, ме драпат мене ми е гајле. Ја имам волна, ја имам млеко, ја имам месо. Кога овчарот би седнал со овцата и да седне да ја раскажува, слушај овцо, од твојата волна и влакната на кучето ја ќе направам, не знам, визонско платно. 400 евра квадратен метар. Знаеш овцата што ќе опраша? Ќе пасам утре, бе. Толку го интересира. Дали она ќе пасе? Не интересира каде ќе оди. Значи, со кого седиш, многу е битно со кого тоа ти седиш. Тоа е најбитно. Кругот на луѓе и со кој го поминуваш времето. Вака. Тоа од мал ми било јасно, ама не сум можел да го практикувам толку ригорозно како што го практикувам сега. Добро, сега тоа се вика искуство, прати сега ти од вака така идеш на кај мене, значи ќе го практикувам. Јас не сум излегол недела дена од дома, ми забележуваат луѓе што не сум ги видел по 2-3 месеца, а не дека не ги сакам, не ги поштувам, него нешто што мислам дека ми е поприоритетно во времето што го имам да го искористам, гледам времето да си го инвестирам таму. Да. Не дека луѓето мене не ми се, дека не ги ценам, дека не ги сакам, мислам сакам под наводници, нели све сакање се, не дај Боже на некој да му кажеш одма дома ќе ти дојде, ама едноставно имаш други приоритети во животот. Сакаш да бидеш задоволен. Оти пак ќе се вратиме на првиот муавет со животот, со платформата. Кој сум јас, што сакам да постигнам? Ако сака Филип да биде слободен, да се шета по светот, да го окуси светот, он треба со неговата работа да
манифестира средства кои тоа може да му го дозвола. Бидејќи една Ибица, една Малага, не знам, еден здравие Боже, ајде, ќе биде се, побарува одреден, знаеш она, било кого да прашаш, што сакаш ти? Јас сакам ништо да не работам, да шетам. Абе види му и лавот сака да не ја трча зебрата за да јаде. Ама душа ако не трча по зебрата, не може да ќе умре за леп. Ама како? Така. Мислам, една случка ќе ти раскажам, ќе се смееш. Син ми пред 6 години 4,5 сата го имам држено на Discovery Channel да ми покаже еден документарец каде лавот, затоа што има право да јаде, ја јаде зебрата, па после ја брка. Оти у природата е просто. Мораш да ја фатиш за да ја јадеш. Значи немаш права. Јас сум дете од една стара генерација, у која 78 сум умавтал на Тито на Партизанска. Го знам Киро со две очи, го знам Анте Марковиќ, Милка Планинц, Стане Долан, Стевети се ликови од не знам за кој збориме. Стари вика се смеа што ќе гледа тоа. Нели? Па да не правиме муавет, не знам, Вулнет Старова или тако дале. Мене као дете, колку што ја памтам, ме учеа дека имам обврски. Јас право зборот го научив на мои 5-16 години, дека сум имал некакво право. Јас сум растен у железничка колонија, у центар на Скопје сегашно, тоа е универзална сала, каде што имаш пожарникар, џандар, што шета у малото, Чичко Миле, ако му речеш добро утро, добиеш пендрак. Зашто си му рекол добро утро, кој си ти да му речеш добро утро? Ако не му речеш добро утро, па добиеш пендрак. Значи, видиш ли Миле со капата, бегаш на другата улица. Нема муавет, не дискутираш ти другачија. Идеш у школа, ти влагаш да се мочаш у веце, чистачката, ручката од џогерот по грб, она само што изчистила. Излагаш, наставникот гледате од таблати, ама, значи кјутек јадеш, кај ќе стигнеш? Треба да поминеш низ стуѓото мало, ако те фатат, кјутек јадеш. Значи ти јадеш кјутек, учен си на кјутек, имаш само право да преживееш. И да бидеш среќен. Бог да чува, сум ти го кажувал тебе, 86-та година, народна техника, ја победам на републички, ме носат на сојузен и треба татко ми да даде ова као се вика потврда, кај наставникот Киро по ОТП, и ми вика Киро ОТП, вика викни го татко ти утре у школа. Ја едам тато, те вика Киро, уште не сум докажал, добијам шамар од столчена земја. Никого не вика џабе. Нешто си изгрешил. Да видиме што беља си направил. Иде кај Киро му вика, овој доби прва награда у Република, треба да го ноши у Ниш, треба да потпишеш дека се согласуваш. Се враќа стариот дома, јас шамар, уште бобраз до толкав. Добар си ти, ама. Ова шамарот нешто си изгрешил што ја не знам. 100%, припејт шамарот го добивме. У тоа време имам живеено. Имав само обврски, ме учеа на обврски. Син ми нема шанси, он има право. Он имал право да јаде. Затоа лавот му го покажувам. Покажи ми те, молам, каде лавов јаде без да ја фати зебрата. Се смени времето. Правило број 1. Сите ние имаме обврски за да добиеме права. Филип сака да му работи Фејсбукот и метата. Колку би бил среќен сега Бугарија да има 6 нарачки за Европа? Признај. Многу. Имаш право, нели да добиеш нарачки. Ама јеби га. Бате боле. Не бива. Треба бате боле да се испоте. Да. Тоа е. Значи имаш обврски и права. Тоа права, пак ќе ти кажам, помладци, јас се учев за обврски, па дојде обврски и права и обврски, па на крај само права. Ние со само правата ништо не можеме да направиме. Мора да сватиме на работа дека за се што сакаме. Ја едно многу добро другарче, пријателче, кој го знаеш ти, да не го именувам, вика вака, во базен кој ќе влезат двајца, еден многу голем верник, што секој еден дал се клања, дал се моли, и друг што е атеист, знаеш кој ќе преживее? Тој што знае да плива, бе, брат. Може да биде верник колку сака, он може да го Господ, не знам, сите икони и Коранот под перница да го стават, џабе. Во превод, Господ го направил така светот. Мора да го завршиш тоа што треба, па ја ќе ти помогнам. Иначе не функционира другачие.
Не може, а ја имам право. Какво право имаш, бе? Па и Филип има право, Ким Бесинџер нема поема дека Филип постои. Он имал право затоа право по партизанска дома.